15 бизнисмени и инспектори вработени во УЈП кои утрово се уапсени за злоупотреба на финансискиот инструмент даночен гарант се товарат за проневера на околу 840.000 евра. Од приведените најзвучно е името на поранешниот заменик директор на Скопската дирекција на УЈП Исмет Гури, кој минатата недела беше осуден на 3,5 години затвор за изборни злоупотреби во случајот Титаник 3. За Телма извори од огнената група што произлезе од ДУИ велат дека ова е заплашување и притисок кон бизнисмени, функционери и личности со влијание во нивните населби, а кои сакаат да се приклучат кон новата партија што наскоро ќе биде формирана. Тврдат дека од позицијата во УЈП е сменет во бранот на разрешување од функциите на лица кои застанаа на нивна страна. Гури не беше именуван функционер од страна на владата, туку поставен од дирекцијата на УЈП. Заедно со него е уапсен и неговиот син, како и уште 13 други лица, меѓу кои има и лица од Неготино и Кавадарци. Вмешани во случајот си и 3 фирми, сите се товарат за злосторничко здружување, злоупотреба на службена положба и затајување на данок и перење пари. Во 2020 година тројца од осомничените, запознавајќи се преку заеднички пријател, формирале злосторничко здружување за даночна измама. При тоа првоосомничениот го користел својот должничко доверителски однос со едно правно лице, а второосомничениот бил задолжен да наоѓа фиктивни правни лица и да формира нови, преку кои ќе генерираат фиктивни побарувања кон УЈП. За таа цел на располагање имале 8 правни лица со кои реално, но не и формално управувале. Според обвинението изготвувана ефективна документација, се пребивал даночен долг и се склучувани договори со даночни должници преку кои за возврат добивале гориво, луксузни возила и станови, кои подосна ги препродавале на трети лица. Врз основа на таквите фиктивни договори издавале невистинити фактури со пресметан ДДВ, едни кон други, а потоа доставувале барања за пребивање на даночен долг со повеќе платен данок до УЈП. За да го прикријат потеклото на паричните средства, пуштиле во оптек околу 400.000 евра, за кои знаеле дека потекнуваат од кривично дело даночна измама. Гури се сомничи и дека откако ќе ги добил парите од кривичното дело, дел пуштал во промет во име и корист на неговиот син, при што бил купен деловен простор со површина од 102 метри квадратни, вреден околу 150.000 евра. Средства во повеќе наврати биле префрлани на име на позајмица од осомничените правни лица, за да легализира нелегални пари во износ од околу 250.000 евра. Ги дал во готово на осомничено овластено лице, кој пак во повеќе наврати, како дневен промет ги внел на сметките на својата фирма, а потоа повторно во повеќе трансакции како позајмица биле префрлени на фирмата на синот на Гури. При претресите полицајците непланирано уапсили уште 2 лица кај кои е најдена муниција. При претресите беа запленети мобилни телефони и документација, а на 2 локации беа пронајдени и запленети вкупно 35 куршуми, при што дополнително се приведени 2 лица, за кои по документирање на случаите ќе следува соодветна пријава. Обвинителот бара притвор за тројца осомничени, додека за останатите предлага други мерки за обезбедување на присуство во текот на постапката.